Франција планира да ја признае Палестина. Што има друго ново во светот, дознаваме во продолжение. Започнуваме со денешната меѓународна анализа. Дејан Андоновиќ веќе со нас. Добро утро. Па тип влезе со оваа вест, според мене е доста важна. Има многу важни вести како и секој ден, многу важни вести, многу нови работи како продолжување на старите. Ова со Франција го избравме да го почнеме бидејќи дали се работи за некакво политички маневар, некој политички блеф или можеби има вистинска намера Франција како земја членка на Советот на постојана земја членка на Советот за безбедност, земја која е нуклеарна сила, Франција која е историски традиционално голема држава, зборувам како политика и покрај тоа што изминативе децении има одреден пат. Дали е тоа само блеф или не ќе видиме. И знаеме дека Франција со Израел немала никогаш некакви блиски односи ни во историјата, а особено не оваа влада на Нетањаху со Макрон. Или можеби е ова уште еден ќе го наречам на српски пркос или отпор кон политиката на Трамп, кој по она примирие фамозно кое го направија со Израел, Израел продолжи да војува, да стрела, да напаѓа. Зборувавме за тоа дека Либан на неколку фронта војува, значи во Газа, во Либан со Хезболах, војува со хутите, во Сирија војува, има тука некакви судири со турците, кои исто така Турција има некакви амбиции за Сирија и сега ја шириме голема и од вчера почнавме да зборуваме дека Израел очигледно се подготвува според некои написи, шпекулации, дури израелски медиуми, дека Израел со помош на Соединетите Американски држави планира да ја прекрои картата на Блискиот Исток, односно конечно да се справи со Иран, се разбира со помош на Соединетите Американски држави, бидејќи Иран покажа изминатиот период дека е доста ослабнат и тој војуваше на неколку фронта, зборувам и во Јемен, каде што ги поддржува хутите, и во Либан, каде што го поддржува Хезболах, и во Сирија, каде што имаше своји тие парамилитарни милиции, меѓу кои шиитски милиции, бидејќи нели се они шиити, меѓу кои тука беше и Хезболах, тука ги загуби фронтовите, му беа ликвидирани поголем број од тие важните генерали и сега Иран некако е во небрано, бидејќи како да сега треба да се реорганизира од сите овие шокови. Можеби израелските разузнавачи кои се доста познати по својата ефикасност, можеби процениле дека сега му е мајката да се справат со Иран, да го урнат исламистичкиот режим во Техеран и да се инсталира оној син на поранешниот соборен ирански шах Реза Пахлави, не знам како се вика синот, но тој е веќе виден тука во регионот дека се движи прозападно ориентиран и се разбира на западот, па и на Израел му им одговара да се врати тоа така наречено кралско семејство, го нарекувам така наречено бидејќи шахот ирански, не знам, немам некои големи податоци како се вреднува во светската политика. Но на страна целиот разговор, сега Франција одеднашка излегува и прави дополнителен проблем му прави на Израел, бидејќи тие немаат намера, барем не оваа влада на Нетањаху, да се откажат од Палестина, која е еден дел Израел е во Палестина, нели? А Газа и Западен брег се окупирани. Бидејќи Нетањаху, за разлика од претходните израелски премиери, нема намера да се повлече, туку планира безбедноста на Израел да биде гарант окупираните територии на Газа и Западен брег. Сега, ако ја признаат Палестина, тоа е веќе нешто друго, ќе биде држава, тоа значи ќе биде анексија, тоа значи системот Украина-Русија. Со тоа што овој пат Палестина би имала поддршка од еден дел од западните држави, кои па имаат исто така раздор со политиката на Трамп, ке подсетам Европа и Соединетите Американски држави, барем ја не паметам да имат оваква криза на односи и сојузништво како што има тоа изминатиот период. Би сакала да позборуваме и околу царините кои што ги воведе Трамп. Тие се навистина актуелни во последниве неколку денови. Се чини како од ракав да излегуваат овие царини, преку ноќ се зголемуваат, се намалуваат. Најновата информација е со Кина, која што откако ги зголеми царините кон Соединетите Американски држави, Соединетите Американски држави одстои
5 на 125 јас големија. Очекувано. Се чини како од ракав, како преку од час во час да ги менуваат. Се гледало ли низ времето во минатото да има вакви промени во однос на тарифите во низ други земји, од ден на ден да се менува, да се зголемува, па да се намалува? Еве Трамп за некои земји кои што не направија контраефекта, ги замрзна 3 месеци и ги намали на 10%, ги пролонгираше, ги намали на 10% царините. Значи ги менува од час во час размислувањата во однос на царините. Ова нормално однесување? Вака сега морам да го кажам тоа што го мислам, а мислам дека дали од ракав или не, мене ми делува да од ракав, но ја не сум економски аналитичар и мене ми е малку и чудна, верувам и на нашите гледачи, ние не видовме некоја сериозна економска анализа на се во ова. Јас видов само онакви анализи политички, а тоа е малку со подсмевање, малку со фейк ньюс, можеби, не знам, од тоа дека популарниот artificial intelligence или AI преку него се направени бројките за царини, значи не ги правеле економски експерти, туку вештачката интелигенција му ги сврла и сега Трамп произлегува дека е толку наивен, па ги земал тие бројки. До вчерашниот текст ми се чини на Вашингтон Пост дека има грешка во тие цари, бидејќи 4 пати пониски требале да бидат, а овие во Белата куќа не го разбрале тоа. Значи, се оградувам од тие написи, бидејќи не знам, произлегува дека е многу наивно се во ова. Од друга страна, политиката на Трамп ја оценивме веќе и јасна е дека тој е бизнесмен и дека многу брзо плето ги или можда е тоа и можда му е тоа карактер, но можеби е тоа и некоја политичка вештина која ја не можам денеска да ја коментирам, тој што може, баш би сакал да го чуам, па ја нешто да научам. Но, ми се чини дека тој оди со 20-30 промени, го збудале светот, буквално, и така тоа ќе го изразам, нека ми прости некој ако го навредам со тоа, што ја поддржува политика, но милион работи кажа, од тие милион работи 2 се реализираат, и двете не се успешни. Пак ќе кажам, мировните планови. Израел е завршена работа. Направија примирие, Хамас и Израел не војуваат. Војуваат. Одиме понатаму. Украина се договараат, не се договараат. Ние имаме деновиве пролетна офанзива на Путин, на Русија. Од утринава се напаѓаат позиции околу вториот поголемина град Харков, кој е долж границата со Русија и кој нескриено Русија сака да го има и Харков, бидејќи таму живеат руси, кои не го поддржуваат Путин, но се руси, и гледаме дека повремено се напаѓаат и позициите во Одеса. Тие се градови, втори, трет по големина град во Украина, кои не се офатени оние 4, односно 5, Крим, Запорожје, Луганск, Донецк и Херсон. Не се тие освоените територии кои Путин ги бара утре на преговарачка маса. Се напаѓаат и други. Значи, војната таму продолжува. Дали е тоа пазар, договор или никој никого не ферма, тоа ќе видиме. И од трета страна, Трамп не само што тие мировни преговори не ги заврши, туку веќе му дава ветер у грб на Израел за Иран, што го спомнав пред малку. Повтори Трамп вчера дека не исклучува можноста од војна интервенција врз Иран, доколку не се откаже од својата нуклеарна програма, која Иран е обвинет дека ја развива за да развие атомско оружје, а Иран вели само за енергетски цели. И тоа нема крај. Значи, Палестина, Иран, тоа се све Украина, Балканот, тоа се све некои замрзнати конфликти кои на моменти се одмрзнуваат. Тлее, буквално како да тлее. Сега дали некој ги одмрзнува или тие, знаеш, кога ќе падне имунитетот, вирусите напаѓаат па се разболуваш, не знам, ќе видиме. Но едно е сигурно, ова за царините ми е очекувано, бидејќи Трамп уште во првиот мандат, и во својата предизборна кампања, и во време дека не беше на власт измеѓу двата мандата, не ја криеше амбицијата да ја порази Кина економски. Тој има политика против Кина, против начинот на нејзиното тргување, плагијати, индустријска сопственост, се тоа на што го има, и тој е прилично настојчив да го реши тој проблем со Кина, а Русија му е само наследен
проблем ми се чини од мандатот на Бајден, бидејќи јас знам и дека во првиот мандат, а и сега во вториот, Трамп не сака многу време да губи со Русија и затоа е толку приемчлив кон Путин и вели ајде што сакате дај да направиме да завршиме работа. Зеленски треба да дојде до ноември или не знам кога да го потпише тој договор за минерали и да си го наплатам ја долгот и да терам на кај Кина. Сега, за разлика од овие 50 земји ти што ги кажа на кои им е пролонгирана тие што беа послушни не изреагираа. Да, али тој ги навреди, рече почнаа да цвикаат, па поради тоа им дозволив 3 месеци да земат душа. Тие не му се конкуренција на САД. На САД и се конкуренција кинезите. И затоа ти тоа на што го зборуваше пред малку. Затоа кинезите им му возвраќаат. Тие можат да се носат со САД. Не навлегувам ја колку можат и што можат. Затоа велам, не сум видел некоја економска анализа, сериозна економска анализа да прочитаме, да видиме што се случува. Она што знаеме е дека изминатиот период поради тие царини се разбира почна големи губитоци да имаат милиардерите во САД. Токму американците почнаа да ги набројуваат кој све има проблеми поради тие царини, кој се му паѓа приходот, добивката, профитот. Тука ќе го ставам Илон Маск, тој изминативе денови, јас не знам зошто, како ги поддржуваше овие политики на Трамп, но еве вчера излезе еден текст дека Тесла е огромен губитник на овие царини. Тој го нападнал советникот на Трамп за советникот економски вајда, не знам, го нападнал, го читавме тоа изминативе денови, беше во јавноста доста присутно, го навредил, го вреѓал, го понижувал и сето тоа во негов стил. Во сето тоа, но сликата со Трамп дека е загран продолжува. Не ми е јасна таа политика, зашто учествуваш во намалување на своите приходи. Значи Трамп ќе има и такви проблеми бидејќи вие колку и да сте мокини, не можете против целиот свет. Да, ќе се повлечат, не знам, Данска, Шпанија, Португалија, но нема да ви се повлече Кина. Индија е уште ќутлива, меѓутоа може Индија да се сврти. Русија на крајот на краиштата, со која веќе имате некои должничко-доверителски односи. Така да оваа политика која се случува во моментов е доста конфузна, која спроведува Трамп. Не велам дека можеби нема он некоја политички планови, заднини и трикови. Може се ова трик. Сепак ние не сме политичари, ние сме новинари кои ги следиме неговите чекори. Но ми се чини прилично конфузно и повторно ќе кажам, ќе тргне со нешто, ќе запре, ќе се направи хаос у светот и после ником ништо. И досега не се видело да се менуваат вака царините во светот. Се случувало ли некоја земја вака да реагира? Повторно ќе кажам, колку што знам ја, не имаше некои вакви обиди, само не знам дали пред 20 на години, у помал обем, но бидејќи не сум економски аналитичар, исто стана на САД. Дали некоја друга држава нешто со челикот имаше, не знам, Европска унија и САД има некоја трговска војна пред 20 на 30 години, нека не ме фаќаат за збор гледачите, бидејќи веројатно и многу гледачите што гледаат знаат повеќе од мене. Јас со економија многу не сум се занимавал и не сум ја следел, но знам дека вакво нешто немало. И исто така повторно ќе кажам, не сум видел економска анализа од некои македонски економисти, од некои светски економисти. Се тоа некако се бараат гафови, жута штампа, гафовите на Трамп, ете милиардерите се побунија, ете Илон Маск го навредил овој, ете овој му рекол ако ти мене овој, а тебе она. Некако тоа се прозаично. Прозаично се случува. Вчера имавме една вест, нели, дека Трамп со златна лопата закопувал магнолија во дворот на Белата куќа. Таму има традиција секој председател да засади по едно дрво и таа магнолија нарекол маганолија, бидејќи алудирал на Make America Great Again, нели, да направиме Америка повторно голема, бил со златна лопата. Тоа е веста, но немаме никоја економска анализа што ова значи и до каде ќе се оди. Што е идејата, бидејќи ние обичните луѓе не се разбираме во тоа. Тоа мора да го прават експерти, наши колеги новинари кои се занимаваат со економија и кои ги следат светските текови. Ние овака у 5 минути не можеме ништо да кажеме, освен да констатираме дека тргна и сега ја суспендира својата одлука и ќе видиме веќе за 3 месеци дали ќе ја врати повторно на овие 50 земји. А за Кина е очекувано да биде до крај. Таа трговска војна ќе трае. Се надевам дека нема да прерасне нешто по-сериозно, бидејќи Трамп е прилично настојчив да ја
декласира Кина, ајде така ќе морам да се наречам. Антоновиќ, ни завршија минутите за денеска. Благодарам што и ова утро беше заедно со нас во меѓународната анализа. Верувам интересно како и секогаш за нашите гледачи, ова е една од вашите омилени рубрики. На самиот крај од денешното издание на утринската програма на Слободен печат ве потсетувам дека денеска со почеток во 20 часот имате нова епизода на Митови и факти, нашиот подкаст кој што го гледате секој четврток, поточно подкастот на колегата Срѓан Ивановиќ. Ќе бидете во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Иво Рангеловиќ е неговиот гостин. Верувам дека ќе имаат интересна дискусија, а понатаму она што ќе ви го посакаме да имате убав остаток од денот и секако да продолжите да се информирате преку Слободен печат.